почитувани, по централниот дневник на телевизија Алфа. Еве сме во емисијата За или Против, стандарден термин, 18 часот и 10 минути. Вечерва со мене, денеска со мене Елена Марковска-Цветановска и мојот вечерашен гостин, вечерното интервју во петок. Добро вечер, добар ден, како сакате, за Иван Стоилковиќ, пратеник и председател на Демократската партија на Србите во Македонија. Мислам дека прв пат се гледаме во За или Против, сте гостувале во телевизија Алфа, но во оваа наша емисија, чинам дека не? Јас имав чест да бидам повикан на првата емисија За или Против, меѓутоа во исто време имав интервју на друга телевизија претходно договорен, така да е со задоволување, меѓутоа тука сум. Така имаме. Благодарам за поканата. Така имаме теми за кои што ќе зборуваме. Секако во Македонија е една неисцрпна држава во која што постојано има теми за кои што ќе разговараме, но со вас секако ќе позборуваме и за случувањата во регионот. Вечерашниот наслов на емисијата е дедуизација неопходен процес во Македонија, да или не? Зошто го дадов овој наслов? Затоа што секако акцентот ќе го ставиме на последните случувања со струшкиот градоначалник Рамис Мерко. Дали за вас е изненадување потегот на Стеј департментот со ставање на црната листа на струшкиот градоначалник? Очекувано ли беше ова? Затоа што најавија и кажаа дека ќе има и уште неколку имиња. Знаете како, во политиката прво нема изненадување. Оние што знаат што работат, очекуваат и соодветна реакција порано или подоцна. Така да нема никакво изненадување. Изненадување овдека е се состои во моментот во кој ќе подстам на претходната изјава на амбасадорката господја Агилер, нејзината екселенција, пред неколку месеци, каде на некој начин даде личен тон во изјавата дека Македонија е корумпирана држава. И сите очекува после тоа дека еве сега ќе тргне работа, малку ќе се подсредат работите во државата и така натаму и така натаму. Меѓутоа мене тогаш ми се допадна личниот тон што таа го даде, затоа што сметам кога некој лично ќе се вложи во нешто дека ќе тера работата, ќе има резултат. Ќе до крај ќе се труди да покаже некаков резултат. Меѓутоа што се случи после тоа? Значи, за да дојдеме до одговорот на вашето прашање, мораме да дадеме увод за да можеме да објасниме целата таа приказна. Што се случи? Владата како папагај повторува по господја Агилер дека они се за борба против корупција и замисли сега вие некого обвинувате за борба против корупција, а тој истиот треба да се справува со корупција. И што се случи после тоа? Дојде можеби најголемиот корупцијски скандал во последно време, а тоа е Бехтел и Енка. Така да на некој начин скандалот со Бехтел и Енка е понижување на политиката на американскиот амбасадор во Македонија и понижување на политиката на Стеј департмент во Македонија од проста причина што не можете да најавувате вие безкомпромисна борба против криминалот, а пред ваши очи да се случува огромен криминал. И сега, како резултат на тоа, ајде да видиме што ќе се случи, дојде и ставањето на црна листа на господинот Рамис Мерко, градоначалник на Струга, долгогодишен. Да бидам искрен, не верувам во тие работи, од проста причина што има неколку луѓе на политичка сцена во Македонија кои долги години се на црни листи, а се добро дојдени секаде. И во владата, каде што треба да се завршуваат одредени работи кога станува збор за интерес на големите играчи, и гледам добро дојдени си и во американската амбасада. Така да имавме и слика каде господја Милер со господинот Мерко во мощна пријатна атмосфера се дружи пред месец дена и после месец дена господин Мерко е на црна листа. И сега што е последицата од сето тоа? Ако добро ве разбирам, сакате да кажете дека ова е класичен дефокус ради тоа што се случува со Бехтел и Енка, таму има поголем криминал отколку Рамис Мерко што е ставен на листата. Апсолутно. И сега ние ќе се занимаваме со Рамис Мерко, ајде да не кажем беззначајна политичка фигура во Македонија, градоначалник Струја, да, можеби е криминално плетен, немам информации, не можам да тврдам, но со оглед на тоа што јавноста очекува од тоа, а јавноста е во очекување дека нешто ќе се случи, еве сега да разочарам јавноста или да бидам многу отворен пред јавноста, нема ништо да се случи. Ќе се заврши Што се случи со господинот Мендук Тачи? Имаше некаква консеквенца во неговиот живот? Јас не видов тоа. Ценет припадник на парламентарното мнозинство. Добро дојден секаде каде што се гласа за интересите на другите, а не за Македонија. Така да во секој случај
граѓаните да не очекуваат премногу од ова што се случува, затоа што како капак на тенџер ќе дојде изјавата на господинот Ескобар кој вели дека ние со ова и помагаме на владата во борба против корупција. Како, на кој начин ни помагаат они на владата во борбата против корупцијата, кога истата влада е означија како дебело коруптивен дебело коруптивно тело во политичкиот живот на Македонија, кое би требало да биде отстрането. И ако тоа тело треба да биде отстрането, тогаш изјавата би требало да биде упозорувачка кон владата за незиното работење, затоа што само на таков начин очигледно ќе може да се издействуваат одредени резултати. А бидејќи Соединетите американски држави се моќна сила и имаат одветно влијание политичко секаде во светот, посебно кај нас, тогаш тоа не го добивме од нив. Значи дека они продолжуваат по приказната ќе нафрламе се на куп, па ќе си тераме работа. Тој принцип на ќе нафрламе се на куп и ќе си тераме работата очигледно не прави последици само во политичкиот живот, во економскиот живот, во проблемите со корупцијата во Македонија, туку и прави проблем на самите Соединените американски држави и затоа се сведоци на нивниот пад на влијание во македонската јавност. Добро, но ајде да погледнеме меѓутоа тој нивна работа, они треба да внимаваат што работат и какви подизи повлекуваат. Така да погледнеме малку што не се случува дома. Зошто го кажувам ова? Како е можно американците да имаат информации за криминал, корупција во државата и да изнесат имиња, а обвинителството и институциите, правните институции од правниот систем, никогаш до сега никако не реагираа за ниту еден функционер од ДУИ. Не сме виделе ниту предистрага, ниту истражна постапка, ниту обвинение, ниту па некој да влезе во судници и да седне на обвинителна клупа после 20 години владење, а и како имало сомнежи до сега, барем под опрен глас, можело да стигне до некаква предистрага за некој функционер. Јас ќе ја продолжам ова ваша реченица. А добро, каде е истражувачкото новинарство во Македонија? Зошто никој не се осуди да пишува за сето тоа? Зошто тоа не го подигна на пиедестал во јавноста таа приказа, па да може на некој начин да се решават тие работи. Него знаете како најлесно да ги обвините медиумите дека работат против вас, и вие бевте обвинети како телевизија, ако се сеќам од господинот Али Ахмети. И на тој начин најлесно се решаваат работите. Значи, кај нас затаја не само институциите на системот, туку затаја и целокупната македонска јавност, што укажува дека корупцијата е поприлично навлезена во сите сфери на општественото живење во Македонија, од највисоко до највисоко ниво, и дека владата, односно оние што се задолжени за борба против корупција, си ги тераат работите онака лежерно, без да преземаат соодветни мерки. Инаку како Соединените американски држави знаат, а ние не знаеме, не е точно. Ние знаеме, само не смееме да кажеме. Односно, јавниот и политички живот во Република Македонија е заробен. Веќе подолг низ години. Јавноста е заробена и ние добиваме само ронки, или граѓаните добиваат само ронки од она што вистински се случува за сцената. А за сцената се случува огромен криминал. А каква е состојбата со судството? Па тоа е дел од системот исто. Значи, ако станува збор за обвинителство, ако станува збор за политичари, ако станува збор за судство, ако станува збор за новинари, тоа е се една иста приказна. И кога зборувате вие, кога јас овде како една емисија зборував за реформи во правосудството, и наместо некои политички позиции или некои настани кои се случуваат да се искористат за средување на работите во судството, напротив, се чуваат и понатаму оние стари судии и стари обвинители, кои се верни слуги на системот, со долги низ години, и работата е таму каде што е, и немаме померено ниту еден чекор напред, дури напротив, одиме само назад во целокупниот тој општествен систем вржан за економија, политика, корупција и сето она што значи правна држава и нормално живење на граѓаните на крајот на краиштата во државата. Не ни се случува прв пат некој однадвор да ни кажува кој е корумпиран, дали влада е правната држава, каква е состојбата во судството, имаме ли корупција во институциите и така натаму, и конкретно да се посочат. Ама само морам да ја прегнам, значи знаете како, вие ќе кажете тоа. Има луѓе кои кажуваат, ја понекој пат сум кажал, многу луѓе кажувале. Меѓутоа знаете како? Вие веднаш ќе бидете обвинети за антиевропејство, за прорусизам, немам појма какви се не глупости ќе ви етикетират, само да не се отвори вистинската приказка за она што е реално случување во државата. Така стојат работите, да не се лажеме. Значи секој оно што ќе отвори уста и што ќе ги реално ќе ги
послуши работите, тој ќе биде обвинет за било што, само да се дефокусира јавноста за да не. И добро, вие сте дел од опозицијата, како да излеземе од овој магичен круг, ајде така да го наречам. Како еве довербата на граѓаните е на историско најниско ниво во правосудството, па и во институциите. Граѓаните сметаат дека нема правна држава, не веруваат во системот, практично. Како да ја вратиме довербата кај граѓаните? Па тоа што го секојдневно имаме скандали, ме разбирате? Тоа што го кажал со изјавата. Како да го надминеме? Тоа што го кажал со изјавата на господинот Ескобар. Значи, ние даваме поддршка на владата во борба против корупција. Изјавата требаше да биде: ние си сериозно ја опоменуваме владата на Република Македонија доколку продолжи корупцијата во државата, ќе има сериозни политички и секакви други последици врз нивното владење. Тоа е реалниот начин на пристап. Пристапот ќе помогнеме на владата во борбата корупција, да ја заматите јавноста уште еднаш, за да владата добие доволно време за плячка, краде и понатаму, не решава ништо. Што е решението? Да не биде дека само збориме против, дека сме и нешто за. Сум говорил многу пати и сега ќе говорам. Значи не можете вие ништо да направите доколку не одите на избори. Како оние луѓе кои што се дебело навлезени во корупција, самите себе утре ги треба да се апсат. Значи ова што вие ме прашувате мене, реална консеквенција е дека они треба утре да излезат и сами себе да почнат да се апсат. Што нема да се случи, нели? Тие се најисправните, најдобрите, тие се најевропејците во државата, како они сами себе да се апсат. И нема ништо да се случи. И јавноста и понатаму ќе биде резигнирана, и понатаму ќе имаме нисок степен на доверба во институциите на системот, и натаму ќе тонеме економски, и ништо нема да се чувствува, и ништо нема да се промени. Промените доаѓаат како резултат на внатрешни противречности и промена на власта на избори. Само е тој единствениот начин, другиот начин не постои. Така, според вас, решение е да се излезе на избори, но чувствувате ли некоја апатичност кај граѓаните? Анкетите покажуваат дека има многу недоверба во политичарите, односно графата каде што не знам или не би гласал за никој е навистина сериозен процент. Сериозен процент, меѓутоа, како се кажам, пошто внимателно следам испитување на јавно мишљење, имам пристап до испитувањата на две агенции, тој број константно расте. Како расте незадоволството, така расте и бројот на луѓето кои ќе излезат на изборите. Така да нека не се надеваат они дека ќе се обидат да се спасат на ниска излезност. Не, јас мислам дека граѓаните, штом ќе се отвори прашањето за распишување на нови избори, тој однос на граѓаните кон таа работа ќе доживее своевидна кулминација и дека нема кој нема да излезе на избори да го даде својот глас. Ајде да не преюдицирам, очигледно дека владеачката гарнитура ќе добие многу малку. Затоа што по анкетите, да завршам мислата, по анкетите, оној дел што е незадоволство или тоа што се вика резервоар на гласови, кој е посебно врз секоја агенција го испитува, кој е голем кај нас, и кај обично сите очекуваат што повеќе кај себе, затоа што отприлике се знае бирачкото тело и кај едните, и кај другите, и кај третите. Се помалку има луѓе кои би можеле да го дадат својот глас за власт. Така да оној дел што е неопределен и што е резервар во евентуална следна изборна кампања е комплетно антивладина приказна. Така да мислам дека владата нема што многу да се надева на било кои избори, било кога да се случат. Следствено на ова, ќе ве прашам, ќе прокоментираме малку изјавата што ја даде премиерот Ковачевски вчера во однос на Рамис Мерко, вели тој да бил на црната листа ќе му било најголем пораз и ќе поднел оставка веднаш. Ама па од друга страна не го слушнавме да му порача на Рамис Мерко да си поднесе оставка. Гледате ли подчинетост на Ковачевски кон коалициониот партнер? Па зошто не му порача на Мендук Тачи кој му гласа во собранието? Сето она што му гласа да поднесе оставка од собранието бидејќи е на црна листа. Зошто? Знаете, ова се дневни изјави, само да купи ден продај за да можеш да продолжиш да си ја вршиш власта, односно да се занимаваш со криминал. Опозицијата постојано обвинува дека Ковачевски е подчинет во коалицијата во однос на Дуи и на Ахмети. Ама нити вие ми кажувате нешто ново, нити јас на граѓаните ќе кажам нешто ново. Јасно им на граѓаните кои управува со државата. Јас 2018 година во едно интервју на Белградска политика, на насловна страна беше објавено, може фино пренесено, беше и многу убаво кажано. Демократската унија интеграција се политички газди во Скопје.
Тогаш ме нападна сите што ти изведош, што зборуваш лево десно, и да денеска дојдеме до ситуацијава дека не е тоа само вистина. Туку тоа е повеќе од вистина. Погледнете само кој со што влада и управа во државата и ќе биде јасно што се случува. Погледнете кој какви изјави смее да дава и ќе биде јасно што се случува. Знаете како, ние имаме влада во која дуи комплетно управува со сите сфери на општественото живење. Надворешна политика, внатрешна политика, инвестиции, се. И на крајот со најважниот ресор управувата, тоа е корупцијата. Па добро, контролираат судство, имаме министри од дуи во сите сектори на економијата практично. Економија, финанси. Се е под контрола. И да било кој да сака било што да заврши, ќе мора да се обрати кај Демократската унија за интеграција. Едноставно безгласни се. Зошто се доведовме до оваа ситуација? Па за просто одржување на власт и за да се продолжи ова агонија од една страна и од друга страна да се продолжи да се ги тоа завршат работите кои почнат да се ги вршат, а кои се поврзани со криминал и со корупција секако. Сега ќе се надоврзам, морам да прочитам затоа што сте многу на списокот, гледав колку се синови, роднини на функционери, политичари во државава се офајдиле периодов. Синот на Заев стана собственик на фирма за електрична енергија. Синот на Али Ахмети влегува во бизнисот со струја. Внукот на Али Ахмети купува трговски центар, знаеме, слушнавме за Соравија. Луѓе блиски на Артан Груби купиле хотел на Попова шапка за само 55.000 евра, што е нели смешна сума. Стан во Скопје не можете да купите, мислам, гарсонјера за таа цена. Сопругата на Ковачевски доби земјиште од владата на Ковачевски. Брат му на Артан Груби за смешни пари купи дуќан на улица Македонија. И има уште, можеби, низа други примери кои што се поврзани со оваа власт изминатиот период. Верувам дека граѓаните не ги забораваат, тука се и медиумите да ги потсетуваат на тоа, ама стигнува до допрен глас, антикорупцијска и ништо така се завршува. Зошто ова се дозволува и дали како опозиција сметате дека може да направите нешто повеќе, односно да го повикате народот да излезе на улица, не знам, протести, блокада на собрание, нешто, затоа што нема никаква реакција. Знаете како, ајде прво да се вратиме на првиот дел од прашањето. Овдека не се потребни црвени листи. Овдека е потребна правна држава која ќе санкционира целокупното ова однесување. А да дојдеме до правна држава и до санкционирање на целокупното ова однесување мора да има избори. И сега доаѓаме до ова што е до вие што вие прашувате, зошто нема демонстрации или слично. Знаете како, работите во Македонија стојат на овој начин. Јас ќе се обидам многу убаво да ги обяснам за да граѓаните ги разберат. Јас секој ден, значи, пратени со долги години, секој ден очекувам да ми се јават и да ми кажат дојде во собрание денеска ќе гласаме за распишување на избори. Атмосферата е таква. Сега вие да организирате демонстрација во такви услови малку кога државата, да не кажем, виси како алишта на жица, односно власта виси како алишта на жица, е малку, можеби малку несериозно. Владата е падната, само нема кој да ја каже. И третата работа која е многу битна зашто не се организираат настави, мислам дека степенот на незадоволство кај јавноста е многу голем и опозицијата нема право, ниту сака да ризикува да биде обвинета за дестабилизација на политичките, економските, меѓунационалните и сите други состојби во Република Македонија. Затоа што можните евентуални протести би можеле да или ќе бидат искористени за со вакви образложенија да биде обвинета опозицијата за тоа што го работи. Така да, мислам, еден смирен пристап, каде што и се гледа крајот на оваа власт, полека на сигурно ќе доведе до она за што сите граѓани се заинтересирани, тоа е избори и смена на оваа трагично криминална власт. Пред малку споменавте дека имате увид во анкетите на неколку агенции, така? Да. Како стојат анкетите? Затоа што анкетите кои што во последно време се објавуваат се во корист на ВМРО ДПМН. Меѓутоа власта Ковачевски обвинува за нарачани анкети, вели дека не се точни, дека не било време сега за избори.
Јас имам увид Каков е во вашиот увид? Какви се Јас имам увид состојбите? во- Какво е расположението на граѓаните? Јас имам увид во странски агенции, Добро. во резултати на странските агенции, а граѓаните има увид во агенцијата пред некој ден која е Национална демократска институција. Да. Ја покаже и кој покаже поприлично голема разлика во однос на опозицијата. Она што може да се примети, што би сакал да искоментирам кај јавноста, тоа е дека, бидејќи тие анкети се прават месечно еднаш, кога се прават испитување на јавно мишлење, битно е да се воочат во нив тенденциите на развојот на расположението на бирачкото тело. И ако ги следите тие работи, ако потргнувате од тој момент дека сте заинтересирани да видите која е тенденцијата на расположението кај граѓаните во Република Македонија кои имат бирачко право, тука власта сериозно ќе биде разочарана, затоа што од месец во месец има пад на рейтингот на власта. И она што е многу битно, јас ги очекувам со нетрпение овие резултати после оваа лидерска средба, каде што беше спинувано против лидерот на опозицијата. И очекувам дека сега ќе биде најголем растот на рейтингот на опозицијата, затоа што мислам дека после овој настани лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски се успеа да се наметне како лидер на македонскиот народ. А како стојат албанските политички партии? Мошне мешовито. Мошне мешовито, таму работите се во преструктурирање, затоа што има многу нови играчи кои не знаат, кои уште не знаеме како ќе се позиционираат на бирачката сцена, меѓутоа не треба да се јас никогаш и бидејќи све сериозно се занимавам со ова, никогаш не го исклучувам дуи од приказната на сериозен политички играч на македонската политичка сцена, затоа што настаните покажува дека само они се занимаваат со политика во Македонија кога станува збор за делот од власт. Социјалдемократскиот сојуз во овие услови не се занимава со политика и не можете да најдете ниту едно соопштение, ниту еден настап каде што ќе видите која и каква политика они застапуваат. Целокупната политичка сцена, сето оно што се случува во државата, вржано за политиката како свесно управување на државата е во раците на ДУИ и ДУИ тоа може сериозно го прифаќа и го работи нормално, за сериозно само нивни интереси, меѓутоа не треба да се биде слеп и да се признае дека навистина ги работат овие од СДСМ како бавче. А огнените каде се тука на сцената, можат да им ги заматат сметките на ДУИ за... Почна да се појавуваат огнените, почна да се појавува Максим Димитриевски на испитувањето на јавно мишљење. Ќе видиме, значи, кога ќе се отвори темата за воредни парламентарни избори, кога ќе биде позиционирањето, ќе има на есен. Не, али кога ќе биде позиционирањето дефинитивно, тогаш ќе знаеме. Сега се уште се сите се уште, да не кажам некој начин, се заскриваат или чекаат последен час. Тука зборувам и за огнените, тука зборувам и за албанските политички партии, тука зборувам и за Максим Димитриевски. Кои се најавуваат и ги има во јавното мислење, се појавуваат како групации кои би можело да имаат влијание во изборниот процес. Добро споменавте за спинот или како го нарековте што власта сакаше да го направи после лидерската средба, ќе го споменеме. Сакам да кажеме дека Мицкоски, да повториме практично, пошто мислам дека на јавноста веќе е познато по таа лидерска средба што се случуваше, постојано бара владата да се изјасни уставни измени со одложено дејство или избори на есен. Од владата бараат уставните во собрание да поминат до крајот на јули. Ова е изјава вчера ја кажа Марички. Што мислите, што ќе се случува? Какво лето не очекува? Како и секој лето. Топло, нормално лето. Во собранието, пратеник сте, што ќе се случува? Ништо нема да се случува во собранието. Уставни? Кога ќе дојде прашањето, ако смеат да го донесат во собранието, да ја донесат иницијативата. Маричек кажува дека во јули. Па нека ја донесат. И чекаме ни они јавуваат 6 месеци. Али знаете како, они имаат проблем. Ако ја донесат иницијативата за промена на уставот во собранието, после гласањето за неја, они немаат што освен да распишат отворени парламентарни избори. Така да лажат, калкулираат. Ме разбирате што е поентата на одоговршувањето на појавувањето на иницијативата во собранието? Избори? Во моментот кога ќе дојде иницијативата во собранието и кога ќе се изјаснат претениците за неја, власта нема што да работи, освен само мора да распише воредни парламентарни избори. Тука е крајот. И они тоа нема да го направат затоа што знаат дека тука е крајот. Значи ќе се трудат да го влекуваат што повеќе и повеќе и повеќе и повеќе. Кога ќе го прашате председателот на собранието Талат Џафери, добро ќе дојде во собранието иницијативата, кога ќе ја ставите на гласи? Ето тоа ќе видиме. Значи,
Да, вие директно однатре ни ги кажувате состојбите во собранието, постојано сте таму. Па еве, делам имате... со македонската јавност, она што е треба да го слушнат она што е граѓаните. реално расположение и реална состојба во собранието. Така да тој аспект писам, ништо не се случува. Нема ниту еден пратеник од опозицијата кој ќе гласа за, дури напротив има пратеници од власта кои би гласале против уставни измени, така да. Добро, но Ковачевски не вели така. Па он не вели така, ма нека даде. И Османи кажа дека периодов ќе влегле во собранието и ќе разговарале со пратениците од опозицијата. Ние сме виделе такво сценарио, не знам дали разговори или притисоци, како сакате наречете ги, меѓутоа Османи вели дека ќе влегле во собранието и низ дебата ќе се обиделе да ги убедат пратениците. Ајде ме прашувате нешто што ќе се обидам, што е наша приказна, дали ќе се да ја споделам со македонската јавност. Ниту еден пратеник од оваа страна на политичкиот живот на Македонија нема да прифати средба со никој од представниците на власт. Дали е тоа Ковачевски, дали е тоа Османи, било кој. Еве, например, тоа да ви кажам, што не се договориме, кој ќе не повикат, да не прифаќаме никаква среда со нив. А имало обид до сега? Па јас други не знам, јас оддавно имам чиста политичка приказна, чист политички пристап, така да и да дојдат познато е се. Ми падна во очи вчера изјава една на премиерот, мислам дека прв пат ја слушам, сакам да ја прокоментираме. Вели, ајде да кажеме, смисли нов начин некако како да ги протне или да ги убеди граѓаните за уставни измени. Сега вели дека со внесување на бугарите во уставот паѓа во вода тезата за еден народ на две држави. Ама ние сега се враќаме на тоа што беше пред 6 месеци расправа. Сега тоа е поминато, па се сите тие приказни, сите образложенија, се е поминато. Не е прифатено. Јавноста со како да кажам, со огромно незадоволство одбива целокупната таа приказка. Ниту едно образложение што и тие го даваат, очигледно не допира до граѓаните на Македонија кои имаат веќе сериозно изграден став по овие прашања. Нема да има уставни промени, понатаму ќе видиме што ќе се случува. Сега по тоа што знам, не постои теоретска шанса да има уставни промени. Добро, а како ќе се надмине притисокот од меѓународната заедница? Нормално. Нормално го слушате лидерот на опозицијата, излезе неколку предлога. Сите предлози на опозицијата, знаете како, опозицијата имаше проблем во пристапот, и тоа и сум го зборел неколку пати да го повторам. Многу мина не оптижува дека секогаш сме против. Не, овие само не. Еве, сега опозицијата го промени својот пристап и дава предлози. Еве, ние сме за, ама под овие услови. Ние сме за, ама под овие услови. Ние сме за, ама под овие услови. Така да, променете пристапот и иницијативата е на страната на опозицијата, а власта сериозно секогаш ги одбива сите предлози на опозицијата. Па и овие два последни од председателот на ВМРО да помане. Така променети се околностите, значи опозицијата не е веќе во дефанзива да се обвинува дека е стално нешто против, туку напротив. Сега има иницијатива и од приказна против сега е за, меѓутоа под одредени услови. Тоа е многу битно кампањски сега ќе се обидам да објаснам на граѓаните. Битно е да се промени таа реторика од против во за, затоа што за е многу поприемчиво и многу поприфатливо кај граѓаните кога се зборува за било што. Значи граѓаните научија од се лошо, сака да слушнат нешто добро. Она што ние имаме проблем, јас себе лично имам проблем, затоа што улогата на политичарот секогаш е да отвара перспективи и да зборува за добро. Добра на опозицијата да биде коректор на власта. Меѓутоа проблемот е што на нас на вистина ни се земени скоро сите алатки да зборуваме за добро, да работиме за добро, затоа што се што се случува од другата страна, која треба да ја критикуваме, се е лошо. Значи, ниту еден сегмент на државата не функционира нормално. И кога еден сегмент на државата не функционира нормално, вие како опозиција имате проблем што секогаш морате да ги критикувате. Значи, не постои работа за која можеш да кажете нешто позитивно. И тоа е нашиот проблем. И сега ние менуваме приказната, сега од пристапот против, викаме да, ние сме сега за. Нашиот пристап е за, меѓутоа под одредени услови. И тоа е повеќе маркетички пристап, и тој пристап има резултати, и ви рекол пред неколку реченици. Јас мислам дека најновото испитување, јавно мислење ќе биде најлошо за СДСМ. И мислам дека навистина после тоа, после тие настани, Христијан се наметна како лидер на македонскиот народ. Ете, споменавте дека нема ништо позитивно што можете да го издвоите. Не знам, помогнете ми.
Не можам да ви помогнам затоа што следното прашање со следното прашање сигурно нема да ви помогнам. Функционерите си ги зголемија платите за 78%. И тоа помина кај народот толку можам така лошо да кажам дека толку гнев се створи. Па тоа предизвика закани за штрајкови, предупредувачки протести, вработените нормално си бараат секако и тие повисоки плати. Јас, еве, лично ќе се изразам, за мене беше очекувано, верувам за сите. Ако функционерите во државава ги зголемиле платите дури за 78%, зошто да не се зголемат платите на останатите вработени? Ако има инфлација, за политичарите има инфлација и како за граѓаните. Стигнавме до едно ниво да не убедува економскиот тим на владата дека УЈП не може да дојде да направи блокада на целиот систем, односно да не подели плати. Можат да се штрајкуваат, ама не може да не поделат плати. Постои ли такво нешто или има реална опасност во државава во денешно време македонците и сите граѓани на оваа држава да не добијат плата, пензионерите да не добијат пензии и така натаму? Тоа е прво невозможно, значи тоа е првата работа која би сакал веднаш да ја кажам. Она што долго години сум пратеник, па знам дека секогаш политичките процеси во државата секогаш биле на штета на претениците. Сега ова реално ви го кажам. Претениците ние секогаш за да покажеме некакви си остапки, секогаш пошто сум многу години пратеник, знам секогаш се ги смалувавме приходите. Од режии, хранарини, патарини, се што може да се скрати кај претениците се скратуваше долги низ години. Нема да се согласам, извинете. Па еве, јас сум, сакате податоци да ви дадам. Не за податоци, поединци, па се сеќаваме сите патни трошоци, колку патарини и сето тоа, да не се навраќаме. Се злоупотребува, тоа не е спорно. Меѓутоа сега ви кажам, значи ние сме примале, јас зборам, 6000 и нешто денари хранарина. Ајде ќе се тоа не примаме граѓаните да се доближиме до граѓаните. Па имаше некако 15.000 денари тоа пратенички додаток, ајде и тоа ќе се откажеме да се доближиме до граѓаните, да не се разликуваме од граѓаните. Ајде ќе нема да бидат платите по коефициент 3,5 како што беше, ќе ги смалиме, ќе ги примаме вакав, само да се доближиме до граѓаните. Тоа нешто и тоа се случуваше во времето на ВМРО ДПМН. Сега па тука да бидам јасен. Да не биде дека зборувам на памет или да не биде дека зборувам за да се обидувам да критикувам некого. Генерално, општата состојба е можна лоша во државата. Генерално. Значи, ако граѓанството е на ивица на екзистенција, тогаш сосема јасно се поставува прашањето вие што го поставувате. Како сега овие ќе трпат за лепа, овие ќе покачуваат плата 78%. Тоа е едната димензија и тука граѓаните се сосема управо, да не спориме. Сега овој проблем има друга димензија. Било кој кога ќе дојде пратеник од странство, кога ќе разговарате на овие теми, испаѓате смешни во нивни очи кога ќе почнете да разговарате за приходи. И тој елемент треба граѓаните да го имаат во чисто онака како сознание, да не испадне сега дека сакам да правдам нешто. Примањата на пратениците во Македонското собрание се срамни во однос на сите примања на пратениците во регионот. Дури и оние кои не се ни држави што се смешни приказки од држави. По 2 до 3 пати поголеми плати од нас. Така да тука има некаква си приказна. Меѓутоа она што останува како проблем и што јас сметам дека е проблем, ако тоа го правите, не можете да го правите селективно. Морате да имате утврден принцип на таа работа, затоа што не можете на едните ги кревате платите, а на другите да им остануваат платите исти. Значи морате да најдете некаков баланс во приказната, за да генерално сето оно што се случува помине без тензии во јавност. Затоа што ваквиот пристап само направи штета на владата која не критички, туку мислам со волунтаризам влезе во овој процес. Значи мораше да има систем или сет на мерки со која платите во целокупниот систем ќе бидат регулирани, а не само за претениците и за функционерите. И тоа е главната грешка и тука владата ќе си ја плати цената на избори. Тука можеме да направиме една кратка пауза, треба да одиме со реклами, време за реклами, а потоа ќе се вратиме со теми поврзани со регионот. Мислам дека некаде тука ќе го заокружиме разговорот за
Македонија, должна сум им на гледачите да ви поставам прашања за руско-украинскиот руско-украинската војна, да, за односите со Србија и така натаму. Почитувани, останете тука. Има што да слушнете и во продолжение. Одиме со реклами. Да, добре дојдовте назад. Продолжуваме со разговорот. Денешен мој соговорник Иван Стоилковиќ, пратеник и председател на Демократската партија на србите во Македонија. До сега имавме еден интересен разговор. Се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание и во останатите 20 на минути до крајот на оваа емисија ќе поразговараме малку за состојбите во регионот, за тоа што се случува во Србија. Таму има протести секоја недела, состојбата меѓу, односно односите меѓу Косово и Србија, ќе позборуваме малку и за руско-украинските случувања во едни тешки времења кога се уште има војна во Европа меѓу Русија и Украина. Од 23 до 25 мај бевте на меѓународен состанок на високи представници во Москва кои се занимаваат со безбедност. На чија покана бевте таму, какви средби остваривте и за што разговаравте, а потоа ќе ми ги прокоментирате и оние коментари што излегува во јавност и на социјалните мрежи, зошто во овој период одите во Русија, зошто ја посетувате Москва, ставовите на државата се јасни, Украина и така натаму. Прво, и моите ставови се јасни, и моите ставови биле досега јасни и кажани во собранието на Македонија, така да нема никаков проблем на било кој прашање, така и на ова. Ми беше чест да присуствувам во Русија на покана на господинот Патрушев. Иначе господинот Патрушев е секретар на Советот за национална безбедност на Руската Федерација. Инаку, ако ги мерите сега за јавноста или за вашите гледачи или за нашите гледачи да го доближиме овој, тоа е господинот Патрушев и Ентони Блинкен за Соединените Американски држави, што е отприлике они за Русија. Тоа е нивото. И сега тоа што не потенцирам и не тоа не чукам со тапани, тоа окей. Значи ако може да се среќаваат со една ваша приватна фотографија на Facebook објавена, така ве поврзаа дека сте таму, па така имаше објави. Не, објави и други објави, па таму јас си говорев, ја и текст објави, така да немам никаков проблем со тоа. Значи, ако господинот Блинкен може да среќава со Патрушев, што ја не би може да среќава. Например, ме прими господинот Патрушев, не само што ме покани, туку објави на разговор со него. Така да сметам дека тоа е едно големо признание за тоа што ја работам. Јас одам на тие конференции, не е спорно ништо. Тоа е првата работа. Втората работа, јас бев во Москва подолго време и бев приватно, затоа што во Москва живее и работи мојата ќерка. И кога стигна во Москва, нормално стигна прво да се со детето и се сликам со детето и објавивме фотографија и после гледа вика, он се пофали дека е во Москва. Јас се пофали со моето дете кој живее и работи таму и кој е успешно, кој стана магистар, е при крај докторатот, така да не знам зашто не би се фалел. Ако некој не смее да се фали од собствените деца, јас имам причина да се фалам од собственото дете. Така да не чувствувам никаква потреба. Она што се случува во тие 10 дена таму и она што е поврзано со целокупната приказна зашто бев таму и што видов таму, ќе се обидам во неколку реченици. Кога стигнав таму во Русија се одржуваше состанок на Советот на муслиманските држави, на државите од муслиманскиот свет и Руската Федерација, 60 држави беа гости на Руската Федерација во Казање. Во меѓувреме додека јас се сместив, се комодно почна да се чувствувам во Москва, луѓето се врати од Казање и дојде во Москва и бевме на ручок во таа недела беше. Поголемиот дел од тие присутни на таа меѓународна конференција или тој состанок на Русија со исландскиот свет и можеше да се слушат многу работи. Во меѓувреме како гости на конференцијата, на која присуствува 111-112 држави од целиот свет. Беше мощно интересантно, беше господинот Патрушев, беше Сергеј Лавров, преку видео би ми се обрати председателот на Руската Федерација Владимир Владимирович Путин. Многу состаноци, многу поучни работи. Можеше многу да се научи, многу да се види. Например, гледате или сте сведоци на формирање на еден нов свет. Кој е во тој свет? Во тој свет легуваат земјите од исламскиот свет, Африка, затоа што вториот ден на конференцијата беше округла маса
Русија и афричките држави, например. Пред неколку дена, после тоа, значи, мислам дека 14 овој месец беше во Санкт Петерсбург форумот Русија, Африка, од присуство на 130-140 држави на светот. Така да, она што е кај нас табу во јавност, ја сосем отворено ќе зборам, што не смее да се зборува за Русија, што не смее да се зборува за некои работи кои се случуваат таму, јас се обидов да идам и да ги видам, што се вика, со мои очи. Знаете како, овде кај нас ќе чуете само две работи. Украина ќе ја победи Русија и Вучич ќе потпише независност на Косово и Метохија. Што едното и другото ќе се слушаат по системот и морморецот ја виткаше чоколадата во фолија, зар не? Така да тоа е наративот кој на нас се сервира овдека, а тој наратив со реалниот свет и со реалните случувања таму и во Србија нема никаква врска. Му се допаѓало тоа на некако или не, тоа е вистината. Се наметнува сега прашањето. Ваша оценка ме интересира како е поставена Македонија во однос на кризата меѓу Косово и Србија, односно на случувањата кои се сега таму. Например, зошто ве прашувам ова? Веднаш одговарам, а ќе ви Османи одговорам. вчера кажа дека не било точно оти повеќе бил фокусиран на Косово, но се радувал што Белград и Приштина почнаа процес на деескалација на ситуацијата. Како се приказки за мали деца. Поставена македонската влада во однос на... Господинот Амасмани раскажува за македонската јавност приказка за мали деца цело време. Во време на неголемата осуда на Албин Курти кој сака да провоцира војна на Балканот, они го доведуваат да им биде почесен гостин во Охрид на Преспа форум. Мисли дека некој тоа не гледа, мисли дека сите ние сме мутави, никој ништо не разбира. И господинот Османи е најпаметен овде, дека сите ќе не преведе жедни преку вода. Веќе ве замолам. Работите во политиката, не стоја така. Јас во една прилика овде во некоја телевизија, немам појма, зборував дека една од сценаријата, ако се тоа радикализира, има мощни негативни последици по Македонија. Па ти изведуваш, ние сме членка НАТО. Па да, точно, ама дали најголем број од македонските албански се вклучат во таа приказна? Да. Па како не сме вклучени? Како нема да бидеме вклучени? Луѓето размислуваат, знаете како луѓето размислуваат денеска, ајде да видиме денеска што се случува. Не размислуваат дека постои и утре. И од тој аспект однесувањето на владата е трагично. Добро, што може да се случи погрешно. на Косово? Па ако проложи овој Енвер Хоџиста да тера работава, може да дојде до ескалација. Може да дојде до војнен конфликт. Али војниот конфликт нема да биде ограничен, тоа е проблемот. Тоа е загриженоста и на меѓународната заедница која сака да некако да ги спушти работите, да ја спушти тензијата. Затоа што ако тука избие конфликт, тоа веќе станува регионален конфликт. Тука се гледа колку нашата влада е сериозна во својата политика, сериозна во своите разбирања, односно тука се гледа дека СДСМ нема никакво влијание во македонската политика. Дека дуи контролира и води се. А дуи контролира и води се разбира. Кога зборувам дека без оглед на приказните на Ковачевски за Отворен Балкан и така натам, кои кај во македонската јавност уживаат сериозна поддршка. Отворен Балкан во најновите испитувања на Мише во македонската јавност се поголема доверба има. Овие соработуваат со Албин Курти, што е марксисти, ленинисти, балисти, енверходжисти. Овде во Македонија се покаже дека имало доста енверходжисти, знаете. Просто да не верува човек. Просто да не верува човек дека некој толку може слепо да следи одредени политики. И јас уште еднаш ќе повторам овдека во јавноста и кај вас, се може да се случи. Од овој процес Србија нема да излезе понижена. Му се допаѓа тоа на некого или не, еве јас сум должен да ви го кажам. Зошто сте убедени во тоа? Затоа што знам што се случува. Притисокот од меѓународната заедница и таму е голем, Огромен. Да, ама околностите се променет. Ви реков, ми се допаѓа тоа на некој или не. Србија нема да биде поразена од овој процес. И нема да иде понижена, што е целта, да биде понижена. Тоа нема да се случи. Но паралелно со тоа се случуваат и протести постојани во Србија. Нормално се демонстрираат, што е спорно. Србија против насилство, имаме протести организирани од опозицијата Сега после веќе трагедијата голема што се случи, да не ја сега веќе јасно дека да не опозицијата ги навлегуваме. организира тие протести, окей, легитимно е да организираат протести. Па да, излегува јасно и гласно кажа, јасно е. дека опозицијата
Рекоа дека се вклучува Не, на и дава почетокот се поддршка. крија, се обидува да го искористат незадоволството и шокот кај граѓаните од трагедијата, меѓутоа подоцна си ја презеда организацијата и сега јасно барем кој ги води протестите. Добро, па видовме и контрапротести, ако можеме Не, така да ги овдека наречеме. знаете што е проблем. За македонската Организирани од Вучич. Да, овдека што е важно за македонската јавност. Ја барем по моје видување. Кога ќе го гледате, погледнете барањата на овие што протестираат сега, они се многу слични со барањата од шарената револуција кај нас, скоро исти. Па тука ми се наметнува и прашањето дали И ова е сега- веќе видено кај нас? Препознавате Тоа сценарио? сака да вика, знаете како, ако барањата се исти, препишани, ако се работи по истерк, што мислите дека Србија не знае, не ги знае условията под кои во Македонија случуваше шарна револуција? Не ги знае кои се барањата на шарената револуција во Македонија? Исти тие барања се сега во Србија. Па добро, имаше луѓе и од Србија вклучени во таа шарена Па, револуција. сега да сеам да кажам дека станува збор за еден терк кој се обидува да се применува, меѓутоа мислам дека лекциите се научени. И можете ли да ми дадете вака една оценка какви ни се односите Македонија Србија? Постојано сте кај нашиот северен сосед, важите за близок човек до Вучич. Што можеме, а не искористуваме од Србија? Ја тоа праши секогаш, пошто секогаш е тоа сите тие изјави што ги давам се подложени до толкување, сега ќе морам да ги дообјаснам малку. Значи, кога станува збор за односите помеѓу граѓаните, работите не може да бидат подобри. Испитувањата јавно ми се потврдуваат и целокупно секогаш, скоро сите во последните месеци, испитувања покажуваат дека постои сериозен раст на таа меѓусебна доверба, почитување и така натаму и така натаму. Она што е клучно кај нас, тоа што тие односи помеѓу граѓаните не ги прати државната политика. А државна политиката не може да ги брани затоа што дуи ја води државната политика на Македонија. И вика што ти е проблемот? Па расположението на граѓаните е едно, а на државната политика е нешто сосема друго. Тоа е проблемот. И тука мислам дека граѓаните се повеќе го разбираат тоа што го зборувам и мислам дека се свесни за тоа дека дуи преземајќи ја улогата да ја контролира македонската политичка сцена, ја презема улогата и на да не кажам политичка партија која ќе работи повеќе за интересите на албанскиот фактор во регионот, отколку за интересите на Македонија. И тоа граѓаните го препознаваат и не го прифаќаат. Споменавте дека Албин Курти беше повикан во Охрид, односно во Струга, на Преспа форумот. Не видовме некои други државници вака позвучни европски имиња и челници. Првата година од Преспа форумот плејада од луѓе, плејада од звучни имиња, силни политичари, не само од Европа, туку и од САД. Зошто годинава се сведе на ова ниво? Македонија е завршена, приказна, уште уставните измени да поминат и тоа е тоа? А тоа што немаше овој пат сериозна меѓународна поддршка за Преспа форумот укажува докаде како стојат работите. Не само од аспект на тоа што недостасуваат само уште уставните промени па да биде завршена работа, туку и да станува збор за односот кон нашата држава и кон нашата власт. Ако Албин Курти ви е главниот гостин, нема што да збориме. А другите ви се сите представници на трето, четврто или пето ниво од амбасадите или од некакви си министерства, тоаш некој треба да се преиспита. Кога најавува Преспа форум на фанфари, ќе дојдат сите и ќе биде спектакл, се случи сосема спротивното, дури им падна паното таму уште поголема бруката да биде. И она што е посебно, што би сакал да кажам, што е наравучениот овогодишниот Преспа форум, тоа треба да биде наравучение и за политичарите и за јавноста. Неприсуството на западните политичари некако ја релативизира она тврдење и ваше и на сите новинари и на владата дека опозицијата е под голем притисок за уставните промени. До опозицијата да беше под голем притисок за уставни промени, овдека ќе се слика, знаете како беше за промената на името. Од Ангела Меркел се наредија сите по еден. Каде се сега?
Значи притисокот постои, меѓутоа Не е на тоа ниво, ми кажувате, не е на затоа што тоа, да, нормално, па германски мисля граѓаните треба да представници свесни. во Не, државава, и затоа, значи, некој работи, некој ги толкува како што му одговара, меѓутоа со реалноста е сосема друга. Не е иста изјава на било кој амбасадор со нешто друго. Така да сосема јасни работите и на граѓаните треба да биде јасно дека ова се една голема приказна, еден голем филм во кој некој се обидува што повеќе да извлече. Пред се мислам да ја задржи власта уште некое време, од една страна и од друга страна ако проба да си заврши или да се го открене рейтингот малку повеќе и така натаму. Од тоа нема ништо. Сега сме веќе пред самиот крај, сакам да ве прашам по кој пат сметате дека треба да се движи Македонија? Дали членството во Европската унија е и патот кон Европа е единствениот пат кој што треба да го чекориме, па да се надеваме дека ќе се исполни ветеното на власта, односно нивната надеж дека 2030-та Македонија ќе биде дел од европското семејство, една толку посакувана желба која што никако да се реализира. Знаете како не постои човек по Македонија, било каде во регион да сретнете кој е против некако уредена држава, против добар живот или против она што го символизира на некој начин Европската унија како начин на живење. Тоа нема да сретнете, тоа не постои. Постои само во главите некои заблудени луѓе. Очигледно дека во овој момент не постои некакви си други алтернативи, постојат овие сериозни каде што јас бев да видам. Меѓутоа тоа е далеко од нас. Ние сме членка на НАТО и отприлика работите стојат така како што стојат. Она што недостасува кај нас тоа е отвореноста. Значи ние не можеме да бидеме затворен систем без обиглед на која страна сме. Ако се држиме како затворен систем, ние нема да стигнеме никаде. Ние мораме да ги отвориме вратите на Македонија малку пошироко. И тоа мислам треба да биде некаков си предизвик за новата власт, не само од аспект на некои си политички приказки, туку пред се од аспект на економијата. Ние имаме ситуација каде што се зборува за отворен Балкан, поранешниот председател зборува за економски простор на западниот Балкан. Ме разбирате? Сега Некако се ограничуваме на Балканот? не, него знаете како? Не можеме да идеме никаде дека не си ги уредиме работите. Каде ќе одиме? Каде ќе одиме ако вакви никакви? Без уредена држава, без со нула доверба во правосудството, без средена економија. Каде ќе одиме? Каде ќе се движиме? Со вакви плати, па кој ќе не прими? И затоа е присутно масовно иселување од државата. И сега некој ќе ми каже, што ти зборуваш за... Па јас имам дете надвор, јас знам дали сакам детето ми е надвор или тука. Луѓето немаат поема, зборуваат за страшни работи. Ние мораме да обезбедиме услови кај што овдека нормално ќе се живее и луѓето знаете дека градовите се празни. Да, мораме за крај и тоа да го прокоментираме, Па знаете дека да се е дадеме празно. акцент затоа што да, Македонија Отидат во навистина ни се Хрватска за празни. 1200-300 евра плата. Посебно летово тоа и како го чувствуваме Пред некој сите. ден ми каже дека некој функционер зел 3 месеци неплатен одмор да оди во Хрватска да работи на море за плата 1350 евра, така нешто. Мислим, до кај ние дојдовме? Дали ме разбирате? И тоа се кој кажам, значи, ова го зборувам од искуство. Ајде да им доближам на граѓаните на Македонија дека не импровизирам. Кога дојде моето дете тука и кога биде 10 дена кога ќе си замине, нели да си врши својата работа и да си отера својот живот, како бомба дома да е фрлена. И сосема ги разбирам семејствата на кои децата ми им одат надвор, како се чувствуваат. И сосема ја разбирам желбата што побрзо работите тука да се средат за да може да се живее нормално луѓето да не. Како да ги задржиме младите? Тоа е најголемата болка во државата, затоа Така што како немаме држава без здрава, така како што ќе образована почне и да се работи квалитетна младина. нормално, така што ќе помалку ќе се краде, повеќе ќе се работи. Повеќе ќе биде организирана државата. Овдека работата е влезена во систем на мафијашки раце, се контролира од мафијашки раце. Знаете како не можете да подигнете глава во ниту еден сегмент на општественото живење. Ако имате некој, нема ни да бидете осудени, ќе убиете човек. Мислим, не знам како да ви кажам. Толку е степенот на правната несигурност голем кај граѓаните да луѓето едноставно гледаат да си отидат, не гледаат да останат. Затоа што мора да се враќаат до вербата. Знаете како? Короната ни покажа нешто, јас се враќам пак на таа моја изјава и на тоа е моје тврдење. Короната и сите овие насани покажуваат дека граѓаните, сите ние, без држава која е организирана, сме никој ништо. Значи не вредиме, ништо не вредиме. Не вредиме, нашите животи не вредат, затоа што нашите животи не припаѓаат на нас, туку припаѓаат на мафијата, која го контролира и управа општеството. Се додека не се врати
државата во својата изворна форма, во своите изворни функции, да биде во интерес и во функција на граѓаните, нема да има ништо. А тоа ќе се дојде, знаете како. Ова мора да се замине власта, да се дени избори, па граѓаните што ќе изберат, тоа ќе им биде. Да, но тоа е сериозен подвиг. Знаете зашто го говорам ова? Здравството ни потврли, образованието ни е катастрофа. На крај на учебната година децата добиваат книги по македонски јазик. Ете, потврливме во време на пандемијата, тоа беше страшно, ајде да се изразам така. Имаме судски случаи каде што сериозни сообраќајни несреќи во кои што луѓе загинаат, процесот е до никаде, со модуларната болница, ете, така се заврши. Апатијата кај луѓето, незадоволството од државата е огромен. Во Македонија, за жал, се заминуваат и луѓе кои што се на добри позиции, имаат добри работни места и добри плати, не заминуваат само ради финансии, финансискиот дел и немањето средства и како да го поминат месецот, туку и заради системот. Не знам дали ќе се согласите со мене, меѓутоа здравството ние... Знаете ли во изминатиот период колку луѓе ми се јавиле за упис на деца на факултете во Србија? Масовно е. Ова што го збориме, не е измислена приказка, не е нешто што јас сум измислил, не е нешто што вие тука од памет зборувате. Реална е состојбата. Нема луѓе, млад свет нема. Јас сега се од град заминувам на живот на село, таму ќе се селам, продавам стан, не е важно и таму имам, треба да ми се завршат некои работи. Работник не можете да најдете. Во селото таму нема луѓе на кои ќе им платите да ви завршат работа. Млад, работоспособен свет нема. Оди. Заминуваат луѓето, значи бараат екзистенција, се снаоѓаат и барем овие 3 месеци сигурно нема да бидат во Македонија. И тука не треба ништо, мисли, ова не е измислица. Века некој не мисли сега тука ја сум дојден, па сега знаеш, сакам да ја отстранам власта, па немам врска со животот. Реално збориме, најреално. Не можете да најдете луѓе да ви завршат елементарни услуги. Затоа решенијата се тие. Или ќе има промена власта и ќе се враќа довербата во државата, или ќе продолжиме да тонеме понатаму се до крајот. Господине Стојковиќ, ви благодарам за денешното гостување во телевизија Алфа. Ова беше заокружување на цел разговор од 1 час кој што го имавме досега. Се надевам дека ќе се видиме повторно со многу поубави, попозитивни теми за разговор. Ви посакувам убаво лето, можеби ќе се видиме во текот на летото, ако нешто се случува во собранието, ќе им споделите на гледачите од прва рака. Ви благодарам на поканата. Јас се потрудив да бидам отворен кон граѓаните, па ќе ги видиме оценките. Мене ми беше интересен разговорот, верувам дека и на нашите гледачи. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието, останете и натаму на телевизија Алфа и имајте убава вечер.